Здраво, другарчиња, ова е Детско гатче. Во денешната емисија имаме многу различни содржини. Најпрво ќе отвараме подароци со свегичката Оги, а потоа ќе слушаме музика. Другарчиња, Тортичка славеше роден ден од Римлен и доби еден куп подароци. Сега ги отвараме. Оги, не знам од каде да почнам. Кој знае што се крие во секој од нив? Ајде да дознаеме. Ајде! Што е тоа? Ова е сложувалка. Како си игра со оваа сложувалка? Еве вака. Сложувалката има различни делови. Наша задача е да ги сложиме еден со друг. Сложувалката е решена. Супер! Еве слонче. Колку е сладко! Еве и папагал. Гал! Погледни ја ова змија. Змија! Види го ова пиле. Пиленце. Тортичка, погледни, мајмунче. Мајмунче! Еве го нашето ниско коњче, Лила Виолетова. Навистина, ете ја Лила. И сложивме жирафа. Жирафа со долг врат. Ајде да отвориме друг подарок. Кој сакаш да го отвориме, Тортичка? Некој голем. Ајде. Кујничка! Да видиме како работи. Мислам дека ни треба уште некој дел за да можеме да готвиме. И уште некој дел. Кујнски прибор. Еве нож. Ако сакаме да мачкаме путер на лепче, потребен ни е нож. Така е. Охо, стрпалка. Вау! Ова се вика лажица. Лажица. Ова е лажица за шпагети. Аха, лажица за шпагети. Следни се... Ова е вилушка. Вилушка. Еве уште едно ноже. Ноже. Што имаме следно? Тенџери и тавче. Ајде да ги ставиме на шпоретот. Одлично! Ова е соларник.
Соларник. Ајде да го посолиме јадењето, но не премногу. Одлично! Што имаме следно? Охо, ова е сос од домати. Да ставиме малку во нашето јадење. Да провериме докаде е нашата вечера. Вечерата се крчка. Колку убаво мириса. Да видиме што се подготвува во ревната. Пица! Јеј! Вечерата е готова. Ајде да видиме што има во другите Dreamland подароци. Може. Тортичка. Ова е боенка. Ајде да боиме, Оги. Јас многу сакам да си цртам и да бојам. Ајде друг подарок. Ајде. Што е тоа, Оги? Еј! Тротинет! Ајде да возиме. Тортичка, Молам. пред да се возиме, повели подарок од мене. Што е тоа, Оги? Не нацртав тебе и мене. Како си играме? Погледни. Колку убаво си ме нацртал. Како да се гледам во огледало. Оги, другарството е најубавиот подарок. Навистина. Ќе го закачам овој цртеж на најубавото место во мојата соба. Каква чест! Што велиш сега да одиме во игротеката на Dreamland и да видиме кое детенце денес слави роден ден? Одиме! Ние влегуваме во игротека да го изненадиме славеникот. Јуху! А наредниот пат го славиме твојот роден ден. Тука во Dreamland. Се гледаме! Се гледаме! Шумичката полиција, шушка, шушка, нешто, лешко, тралалешко, се крие многу вешто. Шумичката полиција, шушка, шушка,
Сите знаеме басната за зајакот и желката. Сега ќе се потсетиме на нивната трка во шумата. Убаво време. Ојдов малку да се истрчам. И сега малку загревајне. 1, 2, 3. Сега! Јуху! Одамна не сум била кај мајка ми да ја однесам некое овошје. Ќе го одам денес. Јуху! Има ли некој побрз од мене? Има ли? Ајде, каде сте? Никогаш не можам да бидам победен. Никогаш! Има ли некој побрз од мене? Има ли? Го повикувам секој од овде да се трка со мене. Јас ќе се согласам на трка, господине Зајак. Кога ќе се тркаме? Добра ти е шегата. Ќе играм околу тебе во текна цела трка. Ќе се тркаме ли? Колку лесна трка ќе биде ова. Утре имаме задача да обележиме патеката, а судија избери ти. Мене воопшто не ме интересира кој ќе биде. Многу храбро од Желкава. Да, и јас приметив. Баш е смешна Желкава. Ова е многу храбро од Желкава. Да. Припремете се. Ај! Колку сум брз. Па јас имам време малку и да се одморам. Ова е одлична сенка. Ајде, побрзај. Зајко,
По-добро е да си бавен, но упорен и скромен, отколку брз и вообразен. Црвенката за секојаш ќе остане една од нашите омилени приказни. Девојчето во црвено, болната бабичка и триот на лош волк ќе ги видиме и во оваа емисија. Си беше еднаш едно убаво русокосо девојченце, кој живееше блиску до шумата. За роден ден девојчето од баба си на подарок доби една кратка палерина со црвена качулка, која постојано ја носеше, па поради тоа ја нарекоа Црвенкапа. Еден ден мајка и рече: "Земи ја оваа пита и оваа мала тегла со мед и однеси ги кај баба ти на другиот крај од шумата. Таа е болна, па треба да лежи во кревет." Црвенкапа, целата радосна, влезе во шумата и тргна по патеката што водеше кон куќата на незината баба. По патот пресретна многу мали животни кои ја прифатија со голема радост. Но сите тие сакаа многу и затоа што секогаш имаше со нешто да ги нахрани. Под едно дрво Црвенкапа забележа убави шумски јаготки и знаејќи дека незината баба ги сака многу, почна да ги собира. Во еден момент зад себе слушна лесни чекори. Се заврте и со страв виде како и се приближува еден волк. "Каде одиш во ова време, малечко девојче?" ја праша тој со сладок глас. "И носам понадица на баба ми, која е болна," одговори детенцето, тресејќи се од страв. Да, а каде живее баба ти?" "На другиот крај од шумата." "Па тогаш да и посакаш побрзо да оздрави. Те поздравувам." Волкот исчезна во шумата. Волкот тргна по еден краток пат и како молња стигна до куќата на бабата и чукна на вратата преправајќи го гласот како на Црвенкапа. Бабата се напрегна и одговори: "Потегни го јажето и вратата ќе се отвори." Волкот и не чекаше да слушне нешто друго. Со еден скок се најде внатре и во еден залак ја голтна бабата. Потоа, откако облече една нокница и стави една капа од бабата, легна во незиниот кревет за да ја дочека малата внука. По кратко време Црвенкапа чукна на вратата и волкот, обидувајќи се да го преправи гласот како незината баба, и рече да влезе. Малото девојче се приближи до креветот и застана изненадено од чудниот изглед на бабата. "Колку долги раце имаш, бабо?" "Такви се за да те прегрнам поубаво," мрмореше волкот. "Колку големи уши имаш?" "Такви се за да те слушнам подобро, дете мое." "Леле, колку големи очи имаш?" "Такви се за да те видам поубаво." "Колку остри заби и колку голема уста имаш?" "Такви се за да те изедам поубаво." Тогаш волкот скокна од креветот, ја грабна Црвенкапа и ја проголта во еден залак. Потоа сит, повторно си легна во креветот и заспа. Ркаше толку силно што го привлече вниманието на еден ловец, кој ја познаваше бабата, а тој ден поминуваше покрај незината кукичка. Се приближи до прозорецот и го здогледа волкот, кој имаше невообичаено голем стомак и кој спиеше во креветот на бабата. Тогаш го застрела зверот со пушката, му го расече со стомакот кој пукна како балон. Од отворениот стомак скокнаа живи и здрави и бабата и Црвенкапа. Двете топло му се заблагодарија на ловецот и радосни направија забава за сите луѓе и животни во шумата. Беа сигурни, оти лошиот волк нема никому да му направи нешто лошо.
Високо и песна пеям, за слонот я се смеям. О, субова вода пиево, кофано се мие со, уши очи крие, па не нек тој веднаш спие. Имам селби милион, камо среќа дома ја зачувам сон. Со него да се дружам, другарство јас да му пружам. Ека имам дома слон, тој е тежок повеќе од тон. Висок е колку камион, како ќе го смрсам јас во мојот дом. Тоа беше се од Детско катче. Се гледаме следната недела. Довидување!